Добро вечер, Еден ТВ, отворено студио, студио 1, јас сум Сашо Ордановски, тоа значи дека е денеска понеделник, денеска е 8 април и ќе се дружиме заедно во наредните 3-4 часа. Прво ќе имаме една дебата од 20-30 минути, потоа ќе предеме на централниот дневник на Еден ТВ, за да завршиме на крај повторно со една мала дебата околу тоа како ни поминаа првите 7 дена од официјалната изборна кампања за овие претседателски избори. Денешниот прв разговор со моите гости кои ќе ви ги представам за кратко, ќе го поведеме за една тема која што мислам дека е секогаш интересно да се разговара, но денеска е таков и денот. Денеска е денот на ромите, меѓународен ден на ромите, бидејќи во 1971 година на 8 април во Лондон се одржа првото собрание, да кажам, конституирање на ромската асоциација во светот, меѓународна, и тогаш се реши овој ден да биде прогласен за денот на ромите во целиот свет, особено во Европа. Ромите се веројатно најголемото малцинство во Европа. Проценето е дека негде ги има меѓу 12-13 милиони, иако јас би рекол дека тоа е една подценета бројка, бидејќи јасно е дека тоа население заради своите општествени и социјални карактеристики и така натаму понекогаш е тешко и да го изброите. Во Македонија проценките се по последниот попис, а тоа е веќе пред многу години направен, се негде дека ги има околу 54.000 роми во Македонија. Аз би рекол дека веројатно и нешто повеќе. А и кој знае со степенот, со стапката на иселување од Македонија, кој знае како тие динамики се движат. Јас не сум сигурен дека, освен што е убав поводот и што треба да се прославува, не сум сигурен дека и дури и на денот на ромите имаме многу поводи за славење. И тоа ќе се обидеме денеска да го артикулираме со моите тројца гости. До мене седи колегата Ашмет Елезовски, кој што е извршен директор на Националниот Рома центар. Добро вечер, Ашмет. До него е Зоран Димов, кој не е прв пат во ова студио, кој што е претседател на Интернационалната ромска унија. Добро вечер. Добро вечер. И конечно колегата Едис Хасан, кој е политиколог и кој што исто така е еден од ромските активисти во Македонија. Едис, вие работите и за владата или сте ангажирани како државен службен? Да. Така е, одлично. Господа, прво да ви го честитам празникот. Драго ми е што се гледаме. Ние имаме некаква лоша навика од празници на празници, ама мислам дека со Зоки се видовме и пред 3-4 месеци кога беше пред Нова година и така. И кој ќе дојде празникот, сите сакаат да дебатираат за денот на ромите, а денот на ромите трае 365 дена, колку што јас успеам да разберам. Јас почнав со тоа дека не сум сигурен колку има поводи за славење. Сигурно ситуацијата е многу подобра од далечната 71 пред 50 на години. Меѓутоа, мислам дека многу прашања во заедницата на ромите се уште отворени, некои од нив се горливи прашања. И многу ме интересира да чуеме од вас, а претпоставам и публиката ќе интересира, во која состојба се наоѓаат прашањата за кои што вие се борите и има ли видливи напредоци во тие борби? Тука можда би било добро да почнеме со вас. Како ја оценувате вие состојбата на ромите, да не шириме многу светски и европски така натаму во Македонија? Па вака, Сашо, најнапред би сакал да и се заблагодарам на Еден ТВ, кој што мислам дека е трета дебата во текот на ова недела или и прошлата. Чомовски имаше дебата пред некој ден. Имаше. Можам само да честитки до оваа телевизија што земала толку убав распоред и пред 8 април и еве на денот на 8 април, кој што сака стварно да помогне на овој народ, фактички еден добар маркетинг што заслужува овој народ кој што во Република Македонија, во Северна Република Македонија и ги има сите бенефици. Едно да не заборам дека единствена држава во светот кој што ја ги призна ромите по преамбулата, кај што сме националност. Тоа е се уште таква состојба? Таква состојба нигде во друга држава нема, кај што сме ние признаени. Кога Киро Глигоров во Обединетите нации кажа дека Македонија е држава на македонците, албанците, турците, ромите, бошњаците, сите кои што етнички не живеат од тоа. Тоа е големо плюс за оваа држава и поготово Македонија која што имала и медиуми, имала и демократски системи, политички партии, сега се 9, кои што влегуваат во системот на плурализмот, времето на демократските промени. Тоа е она што викаме ние дека може Македонија да биде добар пример за другите држави околу. Зоран, јас се согласувам на формално ниво, веројатно е така.
и веројатно сите правно, како да кажем, формални аспекти се трудат и заради политичка коректност, и заради реалноста животот за Македонија да се задоволат. Ова мора да го кажам сега. Ова е најбитната работа. Денеска е празник за ромите. Добро. И Македонија, како држава, ја го внесе како празник кој што во собранинска процедура во законодавниот е прогласен за национален празник. Добро. Значи, тоа е еден од најголемите заслуги во нашето движење, во демократско движење на самите интелектуалци и роми. Благодарејќи на тоа, во ние на друга држава тоа не е така признај. Едноставно, и Европската унија, да, го кажува дека е европски празник, и Америка, и било каде го кажуваме, меѓутоа не се дават толку значење како што во Северна Република Македонија. Република Северна Македонија. Република Сите Северна. се вежбаме, уште се вежбаме со тоа, ќе се научиме. Добро, Ашмет, како тебе ти се гледа целата состојба со ромите? Јас знам дека си ти одамна во оваа работа, знам дека си еден од првите активисти, сме се гледали пред многу години во разни проекти, во разни иницијативи и така натаму. Се мрдат ли работите реално? Дали ромите живеат подобро, дали успеват да остварат некои своји аспирации, соништа и така натаму? Пред се добро вечер на гледачите на вашиот навистина реномиран и, да кажам, во моментот најпопуларна гледаност во Република Северна Македонија. Добро вечер, се најдобро. А она што ми е драго, идол ми бевте кога почнував јас со новинарството. И тоа било многу одамна, читав многу статии по 10, може би 20 пати за да нешто украдам, но меѓутоа тоа што го крадов, бидејќи занаетот викаат луѓето се краде со учење, со читање. Од тие колумни, критики, јас можам да го кажам следново. Денеска е ден на нацијата. Ромите се нација. Ова не е обичен ден. Ромите ги има во целиот свет. Во Европа, заедно со Турција, сме некаде повеќе од 20 милиони. Јас ги кажам официјалните статистики. Ја ви ги кажувам статистики. И веројатно се тие цифри такви. Она што го кажавте во врска со пописот, последниот пропаден попис, јас би рекол, биќе бевме клучени, сакавме да дадеме што повеќе удел позитивен, имавме регистрација на 89,5 илјади роми, но видите, за жал, поради политички некој договор, пописот се прекина. Ситуацијата на ромите во Република Македонија, првин да кажам, дека во однос на претходниот период, бидејќи многу пари има во воздухот, меѓутоа се надевам дека судските органи ќе ги вратат тие пари, па ќе немаме толку сиромаштија и ромите нема да бидат топик на сиромаштијата и да ги регистрираме по улици и без домови. Ме разбирате кога велам многу пари во воздухот. Сега, од друга страна, реално денешната ситуација не е најдобра. Може би имаме подобрување на слободата на говорот во однос на изминатиот период, имаме подобрување на одедена партиципација, меѓутоа има локална и бирократска бариера. Граѓаните на Република Македонија, биќе јас сум македонец, јас сум граѓанин на Република Македонија, ние имаме бариери. Тие бариери потекнуваат од поединци кои се на одредени структури и самоволно, без консензус или без амин, или да кажам одлука на првите луѓе на државата, си прават или си постануваат шерифи, постануваат началници. Го кажувам она што е реално. Биќе денеска треба реално да го кажеме. Сега, Национален ромски центар е професионална организација, веднаш да кажам. Сме реализирали многу проекти и досега имавме многу и внатрешни контроли и од државата и меѓународни контроли. Значи, за сите оние средства што работевме. И она што можам да го кажам, задоволен сум бидејќи има одредени луѓе во државата кои сваќаат дека проблемот е пред нас и почнуваат со нас да дискутираат и Има ли поместување, има ли напредок во решавањето проблемот? Имаше започна напредокот и со претходната влада, не можам да кажам не, реално, но меѓутоа одеднаш се променија работите на полошо. Зошто? Од аспект зашто луѓето сватија дека треба да си печелат пари. Треба малку да бидеме пореални во целата работа. Се извинувам, Зоран, јас сакам Едис да го прашам, се разговара ли за ова во владата? Овој впечаток дека има одредено застанување на развојот на
целата ситуација, дека има можеби злоупотреби, ако добро сваќаме? Јас кажав за периодот што измина. Зоран, само кога ми додои, сакам да завршам. Ајде. Но меѓутоа откако дојде структурата, новата гарнитура, со првите луѓе, денеска еве да кажам, за прв пат во историјата на ромите, граѓани роми македонци, значи зборам, беа примени од премиерот на Република Македонија, Северна, во неговиот кабинет, бевме кај амбасадорите, дискутиравме за проблематиката и всушност заедно заклучивме дека проблемите на ромите се толку големи, што навистина треба вложен труд, буџет, видлив. Сигурно тоа не се решава со една влада, со еден... Не се решава. Ни треба... Ашмет, тоа ми е мене збор. Значи, јас гледам дека на символично ниво, значи, министри, пратеници, партии, телевизии... Да се живи здрав, тоа е основната символика. Како да кажем, слави, прослави, ќе ве примат собрание, тоа не е неважно. Се разбира дека тоа важно и тоа чини чест. Меѓутоа ме интересира, затоа што знаете како ми е, гледам една голема структура општествена, еден цел слој кои што се викаат роми, а се граѓани на Македонија кои што не успеваат да ги добијат и да се пробијат на она што треба секој да го има во оваа држава. Каква е позицијата на владата, ако смеам да прашам, или барем од тој ракурс, од таа внатрешна страна, како изгледа? Погледајќи владата во степенот на ромите, како се движи курсот, сметам дека како нова влада, се уште нова влада, има и потешкоти, меѓутоа во одредени процеси се движи во насока на подобрување на одредени политички процеси. Се надевам дека и вие ќе се согласите дека ромите имаат децениски проблеми и не може никој со магично стапче да ги реши проблемите кои што се 30, 40 и 50 години. Моето мислење е дека доколку дискутираме со буџетски средства, доколку дискутираме со конкретни проекти, можеме да се пофалиме и можеме да дискутираме за одредени проблеми кои што можат да бидат решени. Меѓутоа, доколку само филозофираме и мислиме дека нешто може да направиме има ли доволно буџетски средства? За оваа година мислам дека околу 18 милиони денари се предвидени во буџетската ставка за роми. Тоа се 3 милиони евра. Мислам дека се 18 милиони. Каква е таа програма? Зашто е наменета и зашто се програма за имплементација на содржините на стратегијата за роми. Зоран, имаше и цела... Ајде не е тоа работата, кој што викаме се јашме, дека таа 18 милиони не се работи, ова што каже и Едис, дека тоа е нова влада и сега со магичен шапче ќе се решават проблемите. Ние сме луѓе, ние не сме дојдени од Марс. Ние сме, што се вика, овде сме родени и ние треба да ги имаме сите бенефиции како секој нормален човек. Ние плаќаме даноци, плаќаме сите да ги работи што се потребно. Каде се проблемите, зашто ги нема? Проблемите не се решават одма. Тоа е факт. Меѓутоа, ама ако сакаме да ги решиме, тоа ќе ги решиме. Друго е ако не сакаме да ги решиме. Ние, владата, прави напори, не викам не. Меѓутоа, можеби на некој си погрешно место се лоцираат настаните, а не оние кај што ќе треба. Во кои области се најголемите проблеми? Секаде ги има проблемите. Најголем проблем, најголем проблем ние во локалната самоуправа. Тамо таа е ваша локалната самоуправа, таа се бира. Само шутка, не е само шутка локална самоуправа. Не живее само шутка. Така се согласувам, погрешен став е тоа. Ајде и тоа да го расчистиме. Види само едно, Сашо. Нека иде за еден градоначалник од Македонија и нека каже дека јас го донесов, го решив проблемите со ромските мала, поставив тамо водовод, канализација, фекална, атмосферска или било каква. Нека каже еден градоначалник кој тоа го направи. Како е во Куманово ситуација? Ситуацијата Максим го работи ли тоа? Ова зашто говори Зоран? Максим сака да го работи, но меѓутоа нема тим. Еве ви кажам искрено. Види, тоа друго е. Не, чекај, нема тим. Ако почнеме од локална самоуправа. Локална самоуправа, не само локалната, туку и националната програма и луѓето кои се ставени тука, па дури роми кои се ставени и кои на терет на име на ромите направија имидж државна, зборам државна позиција. И ги гледам секојдневно патуваат Брисел, Страсбург. Кога ја работат? Кога ги одобуваат својата плата? Ама значи, гледайте, можем да разбирам дека да речеме Кумановскиот градоначалник нема тим. Тоа значи дека и Штипскиот нема, и Битолскиот дека нема. За ромите сите нема тим. Ама чекај, јас проблемот не е до тимот. Ама Саше, нека излезе некој јавен апел до сите градоначалници во Северна Република Македонија. Нека кажат кој донел
го донел ДУП кој добил урбанистички план, кај што ќе го решат ромското прашање. За урбанизација. За урбанизација. За урбанизација. Ако може само сакам и Едис да го прашам, бидејќи мислам дека е важно и тоа аспект да го имаме. Ја мислам дека вие го прашавте и претходниот дискутант кои се проблемите. Значи имаме многу повеќе проблеми. Најповеќе сметаме дека треба да се инвестира во моментот во инфраструктурата, во гетата, во малата кај што живеат ромите. Образованието има одреден напредок, меѓутоа одредени мечувани средства со Ромскиот едукативен фонд, владата, односно Министерството за образование со одредени проекти кои што имаат ефикасна бројка, го зголемуваат бројот на интелектуалци роми, магистри, доктори, дипломирани или да кажеме во прединклузија на деца во образовниот систем. Мислам дека тие проекти се доволно видливи, меѓутоа најголемиот проблем според мене сметам дека треба и во домувањето да се обрне внимание, можеби еве како потик секоја локална самоуправа каде што има 20% или 15% не е важно роми. Ја не би сакал да дискутирам за проценти, ако има одредено мало каде што живеат роми и таму се наоѓа едно гето, едно надволците. Да, понекогаш изгледаат како фавели. Не само тоа, јас мислам дека каде почнува ромско мало, таму завршува и асфалтот, и светлото, и водоводната мрежа. И мислам дека градоначалниците тука треба да се направат буџет до нивниот мандат 4 годишен со тие буџетски средства секоја година што ќе ги алоцират да почнат да го решат проблемот. Значи, не мора еден ромски пратеник кој што има ингеренции да биде во собранието во рамки на законот, да ги штити ромите, да ги подобрува нивните права, да се грижи за инфраструктура. Тука многу погрешно дискутираме. А зашто тогаш што е пратеник иде кај градоначалниците? Сега се и двајца, Зашто иде тогаш кај во локалната самоуправа да зборува со нив? Тоа е еден негов обид за што е кампања. негов обид. Дозволете доктор. Ама што е тоа кампања? Дозволете сега не сме ние ако ние да имаме министер дебатираме без ресор и ако е он дел од владата и кој што треба на некој начин му се даде тие ингеренции да помогне и да види што може да направи, како може да го имплементира тоа, он треба да патува, како што Аксел, кој бил министер, па затоа и го трнал сам ка него заради тоа што не му одговарал на својот маркетинг и сега човекот кога сакал да успеал во Берово, успеал во Виница, успеал во Кочани, во Штип, направил нешто со градоначалниците. Тие пари што беа наменети за декан ромите. Но ова еди што го кажува, он знам дека е владин човек и он мора да штити владата. Поверете, меѓутоа да бидеме реални. Ако имаме начин како, еве ги имаме ова локалната самоуправа и со домувањето благодарејќи на Ромакт, Ромет, програмата што доаѓа. Тоа се и тоа многу пари со дрвство што доаѓа за ромската проблематика се решава. Не само го кажувам дека не знаеме градоначалниците како да го искористат тој бенефит што доаѓа од Ромската унија. И тоа значи дека парите остануваат непотрошени или се трошат на Па прво, Саше, нити Министерството труд и социјална политика, нити некој од министрите, образование, искрено кажано, они немаат, како да кажам, што биле 11 години, да кажам, скоро биле во опозиција, не е сега невладин сектор, кој што сите беа во невладин сектор, и мисле дека полесно може да го решат проблемот. Не, сега се министри. Треба сега малку постепено. Владата, премиерот, благодарејќи на премиерот кој што има идеја, има начин како. Тој цело време говори за едно општество за сите. Па тоа беше зборот, за едно општество за сите. Меѓутоа, дали првиот ешалон или вториот ешалон го прават своето, кај што не умеат да ги потрошат парите дури, да ги потрошат парите, да ги имплементират парите на вистински проекти. Ашмет? Ја мислам дека домување е еден сериозен пристап кон ова прашање. Национален ромски центар во 2011 година започна да работи на проблемот на легализација. До сега заедно во соработка со фондацијата Отворено општество и Хабитат решивме над 2000 луѓе и добија документи за легализација на нивен дом. Им помагате да легализираат објектите? Не, им ги, значи то комплетно им ги решивме. Она што господинот Хасан сака да го каже, се согласувам со него за одредени работи, за одредени работи не. Ние немаме храброст. И зошто немате храброст? Дозволете. Не, јас си зборам умножина. Господинот Хасан беше советник во општина Шуторицари. Добро. Така. Таму општината ја менаџираат, ја раководеа и ја раководат ромите. Е сега, зошто не направија добар менаџмент
за да успеат да се легализираат сите домови и да бидат полни со роми, туку да има иселување од ромите, а од втора страна нашите политичари, не сложувам со господин Зоран што го спомна Самка, јас не сакам имја да спомнам, но ќе спомнам една паралела. Рамковниот договор кој го беше направен со помош од господин Лелеруа, кој ни помогна нас и не вметна во како конститутивен народ во Република во далечната 2000-та, затоа и денеска бевме кај францускиот амбасадор господин Теминие, му ја дадовме ромската награда од нас, од НРЦ, по повод 15 години работи. Бевме кај господин премиерот Зоран Заев, како граѓанин кој даде вложи труд да немаме дезориентација во развојот, да немаме стопирање во напредокот, да имаме сигурност. Бев се сретнав и денеска и со господинот Жбогар, и на него му додолевме, им благодариме, а од друга страна имам свежа информација. Се видов со кабинетот на Йоханес Хан и со кабинетот на господја Могерини. Луѓето кажа дека ромското прашање е политичко прашање и треба да се третира во агендата на дозволете, само во агендата на што, на европско проширување на во агендата на прашањата и задачите за интеграција кои се дадени. Имаме друго едно сериозно прашање. Ако можело ова рамковниот договор сега да премине во секретаријат и да има буџет планиран, зборам, каде ја немам ништо против албанците, но меѓутоа дозволете ми, но меѓутоа ромите сакам само да дополнам, ние со Зоран сме разговарале за агенција за ромите уште пред многу години. Сега сакам да кажам со таа идеја и тоа ќе сакам да го. Сега сакам да кажам ова. Додека ромите кои се на позиција, дали министер без ништо, јас викам министер без ништо. Ако има штембил и ако има буџет на располагање, тој е министер на нешто. Вака е министер без нешто, без ништо. Го изразувате овој момент само. И денеска читам статии, деновиве, бидејќи кога е денот па се отвараат сите проблеми и тоа е добро да има ден. Не, ова не е за чочек. Денеска денешно ден не е за чочек. Но некој го искористи тоа за чочек. Дали се чувствувате можеби како некакви политички жртви на тоа што Македонија некој велат станува бинационална држава, па за другите, да кажем, помали националности, народи, како да нема доволно внимание. Сашо, ние Тоа ли овој протест, тоа ли ова што го чувствуваме? Ова е. Ние нема да дозволиме. Јас сум македонец. Добро. Заедно со разбирам, ама како тоа политички ќе се артикулира? Тоа ме интересува, бидејќи во демократијата треба работите политички да се артикулира. Постои она што го кажав и прескада. Политичка волја. Постои можност. Сакаме да го решиме прашањето ромско во Македонија или не сакаме? Ако сакаме, ако имаме едно опште за сите, како што е тоа правило... Јас те слушам, дозволи, дозволи. Не, јасно ми е што е целата теза. Гледайте се. Имате пратеници. Тие пратеници се секојаш дел од владеачкото мнозинство. Во оваа ситуација во која се наоѓа Македонија, со тие гласови се градат клучни одлуки на целата држава. Добро. И сега, кого вие повикувате да се решаваат прашањата? Што прават тие луѓе? Имате министри, градоначалници, пратеници, партии, здруженија. Кој треба сега да дојде? Треба Кофи Анан да го повлечеме од пензија, да го активираме за да решава проблеми? Не се работи тоа, Саше. Се извинувам, ама се гледаме со години, се гледаме и уште разговараме за урбанистички планови. Ви се молам. Да. Зошто ако во Струмица нема градоначалник со тим или во Куманово, во Шутка има. Ама и таму не е решено. Сега сакам да ви кажам. Прогласува дека е зелена површина. Сега сакам да ви кажам, некој не си ја работи до крај работата како што ние треба да сватиме една работа, Саше. Ако ние во едно министерство, да кажем министер без ресор имаме сега, наш човек, ако нема тим професионалец, ако нема тим кој што ја знае работата, се ја работи, не тамо 7-8 души да седат и ништо да не работат, него тој тим треба да биде организирано менаџер кој што ќе знае тој министер како треба и што треба да работи. Само една минута да довршам. Убаво сте кажале. Политичарите во собрание треба да го решат проблемот. И треба да инициират разни амандмани, програми кои што треба да ги прифатат. Еден политичар до сега не видов кој што тоа го достави. Дозволете се. Ете тоа е едно. Значи јас господинот Тамди Бајрам не го знам многу, но знам нели
Го знам затоа што сме заедно дозволи. Министер без ресор толку години. Господинот Самка Ибраимовски го знам одлично. Значи Самка Ибраимовски министер два пати бил министер. Некни излегува во еден вестник, вика дека ние ромите вака и вака, не сакам да го цитирам до крај, дека вака и вака требаше, ние сме ова, ние сме она. Но што ти направи кога си бил министер без ресор? Што си направил ти кога си бил? И каде е таја? Ние немаме саше одговорноста. Еди се водили оваа расправа во владата. Се водили ваков вид на расправа и разговор во владата. Би сакал да повторам уште еднаш и до господинот и до вас. Ја овде сум, како што ме најавивте, немам врска со владата, ниту се согласувам. Именувам функционери и не можам, немам право да дискутирам по тоа прашање, ниту сум портпарол. Тука сум као гостин да дам мои сугестии. Сепак имате повеќе увид имате од тоа што работат. Вака, би сакал... Сами се представил дека се од влада. Добро. Зоран, јас го разбирам господинот, значи јас само први би сакал да те замолам да не ми упаѓаш на збор и второ, јас не сум се представил така. Господинот, новинар како што представил. Значи ја би сакал да имате повеќе увид од нас веројатно што точно се случува. Доколку сме денес за 8 април да дискутираме за сензитивни теми околу ромите, да дискутираме дека денес 8 април е ден кога ромите се конституирале во целиот свет, дека овој ден е историски ден и добро каже Јашмет, се сложувам и он дека денес не е ден за музика, денес треба ромите заеднички сите со политичка порака да постават одредени тези, да постават одредени политики. Тоа се обидуваме во цела емисија тоа да го направиме. Да го подобрат животот на ромите. А кој бил министер како заврши? Кажете ми, многу ме загрижува проблемот на тоа што читам статистики. Па, веројатно, негдека 1/5, скоро 1/4 од браковите се со малолетници, а и веќе не сум сигурен дали рипа процентот на девојки кои што раѓаат на многу рани години деца. Тие трендови се влошуваат или се подобруваат? Само едно, јас само ќе кажам, затоа што бев во таа програма прошлата година, имав еден таков проект кој што го работиме со ИНСОК за ромските фантоми, што викаме фантоми. Така ги викате? Така е. Може само да кажам едно, дека она на терен кој излеговме, тоа е невидена слика. И Јашмет го знае тоа. Ние на терен најдовме на нешто што 1000 луѓе кои што нити мајката, нити таткото, нити децата ги нема нигде. Па покушаваме со такви програми да ги решаваме проблемите. Но тоа го викаме каде се институциите тука. Благодарејќи повторно, ние со нашата ангажман успеавме да некако да ги лоцираме овие луѓе и да ги следиме. Меѓутоа, она што го кажа сега, дали постојат уште малолетнички бракови? Не, тоа постојат, се разбира. Постои, меѓутоа, само дали се влошува цифрата. Проблемот е тоа што ги немаме овде, веќе заминуваат младите. Сега се појавуваат тие малолетнички бракови во Германија, Холандија, во Европа. Заради степенот на иселување. Па нормално. Овде кај нас веќе и тоа е проблемот сега. Каде се луѓето? Добро, јас не би се сложил со... Ајде, Јашмет, да чујам. Јас не би се сложил со цифрата. Национален ромски центар и јас како активист за човек кој прави и ќе останам така до крајот на мојот живот, би кажал следно. Јас не би сакал да го спомнеме нешто да се направи споредба Амди. Амди е легенда за многу политичари во Македонија. Има многу потешки или да кажам пониско ниво на политичари во македонскиот парламент кои не заслужуваат таму да бидат, не кажале А во парламентот, значи, зборам едно. Друго, од кај знае некој дали сум јас гласал за ромскиот парламент, за ромскиот пратеник? Јас барам одговорност од луѓето кои се во парламентот, во законодавната власт. Бидејќи, од мојата плата се дели и они уживаат бенефициите. Има луѓе кои направиле милиарди и ги нема нигде не одговараат. А сиромашниот, без оглед дали е ром, дали не е ром, нема важно, значи, ќе укради една кокошка 5 години у затвор. Ова се движи, кај сака, носат се што сакаат и така натаму. Јас се движам многу често во Европа. Те претенсуваат комплетно. Јас се чудам како можат они да пренесуваат се и сечо. Па дури вилите ги пренесуваат и живеат живот. Друга работа, морам ова да го кажам, бидејќи го кажавте, каде погледнувам во саатот бидејќи веќе влегуваме во терминот на рекламите, затоа само ова брзо поминува времето кога имаш тоа се разговара. Само ова сакам да кажам. Ние имаме кадар млад во Република Македонија, зборам, македонци со ромско потекло, бидејќи мајките татковци се роми,
значи кои се староседелци на оваа држава, се богатство на оваа држава, но меѓутоа проблемот е што за нив нема место за вработување. Тоа е проблем. Дали е тоа само за ромите или за сите? Не, за ромите е специфично. А зошто не барате да имате стапка повластена со некаква ја имаме, позитивна... се вработуваат нероми. Се пишуваат тоа може? Па такав се фалсификуваат документи. Еве сега брзо се продаде местото, место во царина, место во државни патишта, младите остана. Вајца доктори наши дипломирале, се обидува да специализираат, заминаа во странство. Веќе тука не добија специализација, заминаа во странство. Ова се се теми за кои морате Ашмет, значи ова се теми за кои морате да говорите. Ние говориме. Имаме сослушување само од еден човек. Ќе ви кажам искрено. Кој? Само господинот граѓанинот Заев. Ќе ви кажам зошто? Човекот е отворен, но меѓутоа човекот не може да гледа се покрај него што прават другите. Да, господинот Заев е одговорен да направи апарат кој ќе функционира. Значи тоа е убаво што е отворен. Зоран, се извинувам, бидејќи сме веќе влезени, ќе морам да заклучувам. Една минута може? Немаме ни една минута. Но нешто друго сакам да ви понудам. Бидејќи очигледно дека темава не можеме да исцрпиме во овие 30 минути, а веќе влегуваме во 34-та минута. Јас ви ветувам дека ние нека поминат овие празници и така натаму, веќе ова тема која треба да се разговара цела година. Ќе седнеме ние убаво да се договориме во еден термин од 60 минути, па ќе ги отвориме овие прашања малку поструктурирано. Нема да биде тука Политичарите наши се углед за Македонија. Најлојални политичари во Република Македонија се ромските политичари. Дали е тоа Самка, дали другиот, они допринесоа за Македонија. И за тоа ќе разговараме. Јас ви благодарам на сите тројца за своето гостување, само да кажам едно. Едно општество за сите може да има кога ромите ќе си имат своја агенција која што може комнотно за ромските прашања ќе се одговара. Тоа. Ама Ашмет вели дека не треба да има агенција, дека треба сите агенции да работат за ромите, да нема потребна ромска агенција. Не, таа да покрене. Абе и мароканец нека е, ама нека биде одговорен и хуман. Ви благодарам на учеството. Вам почитувани гледачи, се надевам дека ви приближивме некои од проблемите кои што се апсолутно живи, динамични и за кои што, како што гледате, има цврси ставови дека мора да се третираат. Ние ќе се навратиме на овие теми вон денот на ромите 8 април. Ве поканувам да останете со 1 ТВ. За 6 минути следува централниот дневник на нашата телевизија.